Централен дневник на К1, добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Гледајте не. Од 1 април ќе стапат на сила новите намалени цени на лековите. Автопатот Милодиновци Штип и експресниот пат Велес Штип причина за развој на општина Свети Николе. Општина Кавадарци ќе обезбеди инвалидски колички за хендикепирани лица. Од 1 април ќе стапат на сила новите цени на лековите. До сега 7400 лекови имаа намалени цени, а според информациите за штедата на граѓаните изнесува 33 милиони евра. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави дека годинава ќе има уште 2 намалувања на цените на лековите, а кон крајот на месец март ќе биде познато кои лекови и за колку ќе бидат намалени. Од 1 април ќе стапат на сила новите цени на лековите. До сега 7400 лекови имаа намалени цени, а според информациите за штедата на граѓаните изнесува 33 милиони евра. Ова ново намалување на цените, велат Велешани, дополнително го леснува пристапот до одредени лекови. Тоа е убава работа. Као ние постарели луѓе што сме, за нас тоа е многу убава работа. Секој пат е добра идеја, особено за пензионери. Сум корисник на лекови, особено за притисок, и сум го видела тоа намалување, што секако ми годи. Да, позитивно е. Затоа што фондот на граѓаните, буџетот се знае колку е ограничен. Има некои што имаат пари што може да купуваат, а има некои што немаат пари, а потребни се лековите. Ова намалување ќе дојде позитивно. Годинава ќе има уште 2 намалувања на цените на лековите, а кон крајот на месец март ќе биде познато кои лекови за колку ќе бидат намалени, вели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Цените постојано се намалуваат. Секоја година имаме нови намалувања, како што се завршуваат пресметките за тоа каде и за кој лек може да се најде доволно простор за намалување на цената, а при тоа да не стане неисплатлив за увозникот или за производителот тој да се носи во Македонија, така на 2 тури во годината практично се врши намалување на цената на лековите. Ова е уште една мерка која дава одлични резултати. Истото е со цел да се унапреди достапноста на лековите, која ќе овозможи финансиско олеснување за граѓаните. Нов лик ќе добие Велешката болница. Од април започнуваат градежните работи за реконструкција на неколку оделенија и главната болничка зграда која е стара повеќе од 30 години. Новите промени во болницата се очекува да придонесат за поквалитетно здравство. Продолжува реконструкцијата на Велешката болница. Нов лик ќе добијат оделенијата кои не биле опфатени со претходните градежни активности и главната болничка зграда, која е стара повеќе од 30 години. Ќе се дореновира целата главна болничка зграда во нашата болница, значи ќе се реновираат оние оделенија што останаа нереновирани пред 7 години кога се реновираа останатите. Тоа се гинекологија, очно-ушно и така наречениот С-тракт. Значи комплетно реновирање плюс термоизолациона фасада и ПВЦ прозорци. Обновата на болницата беше најавена и при неодамнешната посета на министерот за здравство Никола Тодоров. Најавен тендер кој ќе се објави на 21 март ќе се одбира најповолниот изведувач на градежните работи. Се надеваме дека од април ќе почнат градежните работи, односно реновирањето, и некаде до нова година ќе заврши. Тоа е само еден дел. Вториот дел е реновирање комплетно на инфективното оделение и двата проекта се некаде по 500.000 евро. Новите промени во болницата се очекува да придонесат за поквалитетно здравство. Ние секој ден одиме се понапред и понапред со нашите реновирања, со набавката на нова апаратура,
така да крајната цел задоволен пациент се надеваме дека се повеќе и повеќе пациенти ќе бидат задоволни од давањето на нашите здравствени услуги. Веќе предходниот месец болницата доби нов дигитален мамограф, како и биохемиски апарат. Според надлежните, нова медицинска опрема ќе има и во делот на анестезијата и гастроскопијата. Продолжува проектот за бесплатна банско-климатска рекреација. Оваа година ќе бидат опфатени 5500 пензионери. За реализација на проектот од буџетот се одвоени средства во висина од 38 милиони денари. Проектот се реализира 6-та година поред, а досега над 32.600 пензионери имале можност да бидат дел од него. Првата тура пензионери ја започнаа нивната рекреација во Катлановска бања. Оваа година 5500 пензионери ќе бидат дел од проектот Бесплатна бањско-климатска рекреација. За реализација на проектот од буџетот се одвоени средства во висина од 38 милиони денари. 35 милиони се наменети за 6 полни пансиони, рекреација и здравствени прегледи, додека со 3 милиони денари ќе бидат покриени трошоците за превоз на корисниците. Континуираното зголемување на пензиите, подобрувањето на животниот стандард, бесплатниот превоз во јавниот сообраќај, меѓутоа и токму овој проект Бесплатна бањско-климатска рекреација го подобрува психофизичкото здравје на пензионерите, нивната виталност, нивната социјализација. Овој проект продолжуваме да го реализираме и како резултат на барањето на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите и нивните членови кои што и понатаму бараат да продолжи со реализација овој проект. Проектот за бесплатна бањско-климатска рекреација се реализира 6-та година поред, а досега над 32.600 пензионери имале можност да бидат дел од него. Председателот на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, информира дека пензионерите се задоволни од овој проект. Овој проект на владата на Република Македонија е истило поздравен од Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија и покажа видни резултати. Веќе еви денеска што разговараме со сите пензионерки и пензионери, искажа голема благодарност што дојдоа во оваа бања, тоа го кажуваат сигурно и овие во трите други бањи што престојуваат. Пензионерите имаат можност за 7-дневен престој во Катлановска бања, Дебарски или Негорски бањи, како и Бања Банско. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека проектот ќе продолжи од септември за сите пензионери кои досега не ја искористеле оваа можност. Големиот број проекти и мерки кои беа реализирани во железничкиот сообраќај се причина голем дел од граѓаните повторно да го користат возот за стигнување до саканата дестинација. Доаѓањето на новите ултрамодерни возови придонесоа граѓаните да го користат железничкиот сообраќај. Железницата во Македонија доживува експанзија. Бројните мерки и бројните проекти кои беа реализирани во изминатиот период се покажаа повеќе од потребни. Модернизацијата воедно и причина голем дел од граѓаните повторно да го користат возот за стигнување до саканата дестинација. Доаѓањето на новите ултрамодерни возови се причина плюс за ова. Првиот човек на македонски железници Никола Костов напомена дека условите се подобрени, но цената на билетот нема да се промени. Цената на железничката карта ќе биде иста како што е и ова другата карта. Така да јас ги поканам сите патници да доаѓат да се возат со воз. Она што за младите лица до 27 години е многу важно е тоа дека секој прв и трет викенд во месецот ќе можат бесплатно да патуваат со возови ширум Македонија. Оваа мерка започна во 2014 година и досега важеше само во третиот викенд од месецот. Воедно со ова младите лица може да дојдат до своја заштеда која за нив е значајна. Паралелно со подобрувањето на условите за превоз се реализира и проект кој возможува целосна реконструкција и модернизација на железничките станици долж коридорот 10. Покрај обновата на објектите се работи на санирање на пероните кои на голем дел од железничките станици беа уништени. Железничката станица во Велес е дел од оние 11 железнички станици, дел од процесот на реконструкција. Околу 5 милиони евра од ИПА фондовите од Европската унија се наменети токму за овие, вклучувајќи ја и Скопската железничка станица.
Досега во Република Македонија пристигнати се 3 од вкупно 6 нови ултрамодерни возови. Кога истите ќе се обраќаат по македонските пруги, 60% од патничкиот железнички сообраќај во државата ќе се реализира токму со нив. Изградбата на автопатот Скопје-Штип се одвива согласно предвидената динамика, оцени лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски по увидот во градежните работи. Овој автопат, освен тоа што е од големо значење за Штип, од значење е и за инфраструктурата во општина Свети Николе. Колешката Катерина Нацева ги има деталите. 93% од трасата на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип е веќе пробиен. Градежните работи се одвиваат според планираната динамика. Изградбата на овој автопат е од исклучително значење за Свети Николе и Свети Николчани. Заинтересираноста и посетеноста на странските компании, продажбата на градежните парцели која неодамна беше објавена, е само потврда дека општината добива нова димензија. Како што вели градоначалникот Тасев, Свети Николе станува се поатрактивно. Со само два потеги кои што ги прави владата на Република Македонија, со автопатот Скопје Свети Николе Штип и брзиот пат Велес Штип, се наоѓаме во центарот на случувањето. И уште две компоненти кои се многу значени. Низ општина, на територијата на општина Свети Никола поминува гасоводот со станица за приклучок за секундарна мрежа. Бенефициите кои ќе ги добијат граѓаните со изградбата на автопатот, но и експресниот пат Велес Штип се големи, а оние кои сакаат мирно и тивко место за живење, Свети Николе ќе биде одличен избор. Се повеќе добиваме на значење како периферија на метрополата, затоа што 20 минути патување и не представува така долга дестинација, тоа од еден аспект, од друг аспект кој ќе погледнете пак микроамбиентот на живење, оде немате толку динамичен и бучен живот, немате смок и загадување, оде секојаш пирка е проветрено, а само на 20 минути ќе си ги приуштите сите оние работи кои што може да ги приушти метрополата, театар, кино, балет. Во моментов се работи на земјени работи, пропусти, косини, ставене првиот слој на асфалт во должина од околу 8,5 километри. Земјените работи се завршени 55%. Од вкупно 139 плочасти и цевасти пропусти, завршени се околу 65%. Завршени се сите армирано-бетонски подпорни ѕидови, се работи на бетонирање на 5 мостови, 8 надпатника, 4 подпатника и 5 виадукти. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 36%. Во моментот поголеме градежни активности има на изградба на клучката Миладиновци, виадукт број 1, на потек во близина меѓу населените места Миладиновци и Средно Коњаре, виадукт број 4 и 5, на потек во близина меѓу населените места Сушица и Мралино, клучка Кадрифаково и на делницата Свети Николе Штип. Советот на општина Кавадарци на последната седница ја донесе одлуката за повторно донирање на инвалидски колички, кои се од големо значење за секојдневието на инвалидните лица. Минатата година општината додели вкупно 4 вакви колички на представниците од оваа ранлива категорија. Нови 3 колички за инвалидизирани лица ќе додели локалната самоуправа. Советот на општина Кавадарци на последната седница ја донесе одлуката на Сдруженијето на инвалидизирани лица да им ги донира количките. Тие потоа ќе одлучат кои ќе бидат крајните корисници. Истите овие 3 електрични колички ќе бидат набавени со средства од буџетот на општина Кавадарци, кој што едногласно ја донесе Советот на локална самоуправа на општина Кавадарци, и истите тие ќе бидат дадени на Сдруженијето на таа група на граѓани, односно на тие инвалидизирани лица, за тие по приоритет знаат да ги распоредат на кои што му се тие колички неопходни, односно најпотребни. Минатата година општината додели 3 колички, а во акцијата се вклучи и Ротари клубот од Кавадарци, кој донираше средства за набавка на уште една електрична инвалидна количка. Постапката е со денешната одлука и почната постапката. Што значи тоа? Сега следува тендерот за набавка. Таму тие законски рокови колку се, мислам дека со доаѓањето на пролета тие колички ќе им бидат ставени на располагање на Сдруженијето на инвалидизирани лица. Ова е само еден од проектите кои ги реализира локалната самоуправа со цел полесно вклучување во општественото живење на лицата со посебни потреби.
Секој четврток граѓаните имаат можност да се сретнат со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Интересот за ваквите средби е голем, а темите на кои што се разговара се различни. Сепак прашањето за обезбедување на екзистенција преовладува. Секој четврток граѓаните имаат можност да се сретнат со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Некои лично, а некои за своите најблиски. Помош за решение на одреден проблем бараат од градоначалникот Чадиев. Имам внука, заврши пред 5 години медицинска сестра. Меѓутоа, ако може да се обркам кај него, да се запосле. Ние како група граѓани имаме една иницијатива за уредување на едно празно место помеѓу две улици. Градоначалникот се обидува да помогне на секој што е присутен тука. И ја лично сум многу задоволен за тоа што на првата средба ми вети дека ќе го превземе случајот и така бидно. Интересот за ваквите средби е голем, вели Чадиев. Темите на кои што се разговара се различни. Сепак прашањето за обезбедување на екзистенција преовладува. Од целокупниот живот на локална самоуправа преовладуваат сите сегменти, меѓутоа луѓето овој пат понамален број, отколку на почетокот на мандатот, сепак оставаат пред себе вработувањето и социјалниот статус на нашите сограѓани. Праксата на директна комуникација Чадиев ја постави уште како председател на Советот. Во тој период ваквите средби не беа задолжителни. Сега со препорака на централната власт, еден ден во неделата, секој градоначалник мора да определи за приемен ден. Целта на овие состаноци е многу јасно и дефинирана. Граѓаните слободно да се дојдат во општината, бидејќи општината е за нив, да ги искажа своите потреби, своите размислувања, своите проблеми, а ние сме тука колку што можеме да им помогнеме. Меѓутоа, секој граѓанин заслужува да биде примен и да биде ислушан од страна на градоначалникот. Транспарентното работење на локалната самоуправа според Чадиев е причина за градење на меѓусебна доверба. Тој вели дека граѓаните многу пати досега се увериле дека проблемите кои што се во надлежност на локалната самоуправа се решаваат. Преку веб апликација на Државната изборна комисија, граѓаните ќе можат да проверат дали ги има на избирачкиот список, олеснување на земјоделците за поднесување на документација од една до друга институција. Вести од Македонија. Преку веб апликација на Државната изборна комисија, граѓаните ќе можат да проверат дали ги има на избирачкиот список. Потребно е да се внесе име и презиме, адреса или единствен матичен број за проверка. Постои можност, преку поднесување на барање до подрачната единица на ДИК, граѓаните да го оневозможат појавувањето на нивната адреса при проверка. Во моментов состојбата на избирачкиот список е од 1 декември 2015 година. Истиот ќе биде ажуриран по обработка на податоците. Вкрстената проверка од 10 државни институции треба да заврши до понеделник или вторник, информираат од Државната изборна комисија. Избирачкиот список треба да биде ставен на увид на 17 април, доколку предвремените парламентарни избори се одржат на предвидениот термин 5 јуни. Ново олеснување на земјоделците за поднесување на документација од една до друга институција. Повеќе нема да мора да ги обезбедуваат потврдите од државните или од јавните органи, туку по службена должност ќе ги доставува институцијата која поседува базата на податоци. Кога земјоделецот ќе ги поднесе барањата за упис во регистарот на откупувачот што го води Министерството за земјоделство, фирмата ќе нема потреба да доставува документ од централниот регистар, туку тоа ќе го изврши по службена должност. Решението на бегалската криза треба да биде европско и да се пронајде во соработка со Турција, оцени грчкиот премиер Алексис Ципрас. Министерството за одбрана на Јужна Кореја наведе дека Северна Кореја насочила неколку ракети кон Јапонско море. Вести од светот. Грчкиот премиер Алексис Ципрас на Твитер даде оценка во врска со денешната средба со председателот на Европскиот совет Доналд Туск дека решението за бегалската криза треба да биде европско и да се пронајде во соработка со Турција. Тој смета дека одлуката на Европската комисија да обезбеди 700 милиони евра за надминување на хуманитарната криза во голем степен ќе помогне и за реализација на грчкиот владин план за вонредна состојба. Исто така дека е потребна мобилизација на
сите во Европската унија за да се даде ефикасен одговор на бегалската криза. Министерството за одбрана на Јужна Кореја наведе дека Северна Кореја денеска isfрлила неколку ракети со мал дострел во насока кон Јапонското море. Неколку часа откако Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција за зајакнување на санкциите против Пјонгјанг. Истрелувањето ќе биде анализирано се со цел да се одреди дали станува збор за ракети или артилерски оган. Потпаролот на Министерството соопшти дека Јужна Кореја наблюдува секакво дополнително дејствие, што би можело да биде преземено од Северот. Македонската фудбалска репрезентација остана на 138-то место и на најновата FIFA ранг листа, која денеска ја објави Светската фудбалска федерација. Македонија со 3:0 ја совлада Ерменија и дојде до првиот триумф во третата зона на Девис купот. Спортските вести во продолжение. Македонската фудбалска репрезентација остана закована на 138-то место и на најновата FIFA ранг листа, која денес ја објави Светската фудбалска федерација. Па црвено-жолтите сега за поголем скок ке мора да се потрудат во двата пријателски мечеви на крајот од месецов, за да извадат што е можно подобри резултати. Македонија на најновото рангирање има 257 рейтинг поени, па ако е за утеха падот од 2 позиции на Хонг Конг, сега ги остави црвено-жолтите пред оваа фудбалска велесила. А селекцијата на 23 март гостува во Копер на контролен меч со Словенија, а на 29 март ќе дочека Бугарија во Скопје. И двата наши противници месецов напредуваа по 5 места, па сега словенците се 54-ти, а бугарите на делба на 70-то место на ранг листата. Од идните наши мундијалски противници во квалификациите за светското првенство во Русија, Шпанија остана трета, Италија напредуваше за едно место до 14-та позиција, Албанија на 35-то место, а Израел забележа најголем напредок од сите, со скок од 6 места на делба на 67-то место. Најслабо рангираниот Лихтенштајн напредуваше за 2 позиции на 163-та позиција. На врвот на листата во топ 10 нема никакви промени во однос на минатото, како и на јануарското прво рангирање во оваа 2016-та. Белгија останува прва пред Аргентина, Шпанија, Германија, Чиле, Бразил, Португалија, Колумбија, Англија и Австрија. Следното рангирање ќе биде објавено на 7 април. Репрезентацијата на Македонија со 3:0 ја совлада Ерменија и дојде до првиот триумф во третата зона на Дейвис купот. По победите на Томислав Јотовски и Димитар Грабул во сингл конкуренција, нашите најдобри тенисери славија и во двојки. Јотовски и Грабул ги добија Аветисијан и Никогосијан со 6:1, 6:4, со што на нашата селекција и го донесоа првиот сигурен триумф во групата. Нареден противник на Македонија во Дейвис купот е селекцијата на Албанија, која во првата рунда со 0:3 загуби од Ирска. Надпреварите против албанците се играат утре. Победникот во групата ќе патува во плејофот, од каде 4 репрезентации ќе се пласираат во втората евроафриканска зона во Дейвис купот. Екипата на Јувентус е вториот патник во финалето на Копа Италија, откако на Джузепе Меаца по изведување на пенали го совлада Интер со 5:3. Интер имаше негатива од првиот меч во Торино со 0:3, но на домашен терен одигра херојски надпревар и со екипски камбек и добиен меч од 3:0 изедначи на 3:3. Јувентус, кој е актуелен првак, не успеа да реализира ниту еден гол за 90 минути игра. Патникот во финалето беше одлучен по изведувањето на пенали. Првиот погодок на средбата го постигна Марсело Брозовиќ,
во 17-та минута, а на 2:0 зголеми Иван Перишик, кој стрелаше во 49-та минута. Третиот погодок вреден продолженија го постигна Брозовик во 82-та минута. Перишик имаше прекрасна шанса за гол во 90-та минута, но нето со фантастична интервенција спречи елиминација. Во пенал серијата за Интер не успеа да реализира Родриго Паласио, кој го промаши вториот удар од белата точка за нерадзурите. Во финалето Јувентус ке игра со Милан, која елиминира Алесандрија. Од 11-те надпревари одиграни ноќеска во рамки на НБА лигата, наинтересно на мечот меѓу Лос Анџелес Клиперс и Оклахома, на гостите не им беше доволна ниту предноста од 22 поени за да стигнат до триумф, откако Клиперси одиграа неверојатна последна четвртина и со 35-13 успеа да направат пресврт за победа со конечни 103-98. Сан Антонио без поголем проблем се справија со екипата на Детройт со 97-81 и стигнаа до серија од 29 последователни победи на домашен терен. Лејкерси гостуваа во Денвер, каде загубија со 117-107, меч со слаба минутажа на Коби Брајант поради повреда, но и последен против Нагетси во неговата кариера. Победи забележа и Орландо, Шарлот, Бостон, Торонто, Хјустон, Мемфис, Индијана и Вашингтон. Утре ќе се задржи променливо облачно време со локален дожд. Ќе дува умерен западен ветер. Да ги погледнеме деталите во продолжение. Ко гледавте централниот дневник на К1, имете пријатна вечер. Пријатно.